Ако зборуваме за планината и планината како предизвик, одличен предизвик со кој што секој би го прифатил. Еве да речеме за многумина кои што сакаат и досега излегле од комфортната зона и кога еднаш ќе се качиме на некоја планина или ќе почнеме да планинариме, веќе тоа е чувство повторно не тера да одиме на некоја следна и нова тура. За такви тури кои што ги организира ова планинарско друштво I Love Hiking или во превод како би дошло го сакам планинарењето, друштво кое што е познато, верувам и нема кој не го знае, основано 2012-та, добро правно ако речеме 2017-та, но долги години наназад познато друштво во кое што членуваат голем број членови, а при тоа доаѓаат и оние кои што сакаат да бидат дел од турите што ги организирате, верувам дека во продолжение малку, барем дел ќе успееме да пренесеме нашите гледачи од вашите активности и од тоа што е најактуелно во моментот кај вас. Дејан Дуневски, председател на I Love Hiking. Добро ден дојде, Дејан. Да, добро утро, добро ве најдов, многу добро срочено. Така да, тие симпатизери што ги кажавте што пробуваме да ми пренесеме енергијата, веќе пробуваме преку камерите на вашите гледачи, истото да го направиме. Нашите плани во Македонија се еден вид од средни кон високи планини, немаме многу високи планини, оние над 3000 метри, али до 2764 сме тук. Тие планини се, според мене, ќе зборам, тоа е срцето на Македонија. Значи, тоа е тој магнет што привлекува, што може да ви извади надвор од градот, да ви даде многу енергија за во текот на неделата, да ви даде насмевка на лицето. Ја бев вчера на тура на љуботен од Косово, така да сега ми е многу пријатно. Таа енергија ја споделувате со сите, нели, во домот, во поширокиот круг и тоа се чувства наоколу, нели? Тоа е тоа, да. Таму се трошите, кога идете на планина, вие едноставно се трошите, давате се од себе, давате максимум, давате енергија, пробувате да конзумирате многу поише храна, многу поише енергија за да се искачите. И не знам, ко плуќа, се ширите, нели, пробувате да го земете тој воздух внатре, ставате храна, ја трошите цела енергија, тенашка се така некако изморени, кога дојдете во својот дом, ќе легнете, ќе се изнаспиете така многу добро, ќе тенашка станувате и толку сте поише пуни него што сте биле кога сте тргнале на планина. И имате таа расширена плуќа и се имате 3 дена така слободно да се издишите. Во четврток ќе посакате да се качите на водно, да изиграте некој спорт, нешто да направите. И више у петок главата ви е полна со бубачки, сакате да качите негде, отварате Facebook страницата, гледате I Love Hiking Group Македонија каде организира, се пријавуваат и пак доаѓате со нас и се до тоа континуирано се случува. Да, затоа и го споменав тоа во најавата, бидејќи кога ќе почне нели некој за прв пат да се обиде да планинари, иако постојат одредени можеби критериуми, да се почнат некои полесни тури, па понатака да се продолжи зависно со тоа како ќе се создава самата кондиција, но кога еднаш ќе се започне, тогаш веќе и самото тело, но и душата си го бара нели таа релаксација и тој на некој начин изведен вентил од целокупното секојдневие или работите со кои што се соочуваме. Многумина ќе го споделат на кое што го спомена Дејан и ти пред малку и тоа е навистина за поздрав и за голем број членови кои што доаѓаат на турите и сите оние кои што се љубители да бидат нели едно со планината. Тоа е вашата визија, визијата на I Love Hiking е тоа уште од самиот старт, нели, како велите, во земја која што 2/3 е создадена од планини. Од планини, така е. Тие 2/3 уствари, ја ви кажав, тоа е срцето на Македонија. Треба се повеќе луѓе да доаѓаат, мислам, да има поише излетнички места кога ќе почнеме наназад. Првин ќе треба, нели, што го зборевме, работата со дечињата, па самите они да сакаат да искачаат цело време, нели, па дечињата да ги повлечат родителите, да ги несат на некои излетнички места што ги има наоколу секаде. И после тие излетнички места доаѓа нормално пешачење по патеките нагоре, кратко, како да се види, после ќе сватат сите дека тоа им е како бенефит, што кажавте, ќе си го најдат мирот, пошто стварно после долго пешачење мирот е присутен долго време и после тоа доаѓаат на тие тури, така наречени тури, нели, акции, како сакате да кажете ги. Така се зголемува членството, така доаѓаат поише симпатизери, така стануваме повеќе клубови, мислам во Македонија да расшириме приказната, пошто има многу клубови, има 55 клубови во нашата федерација. За да членувате во клубовите, тие ве гледаат да ви истераат надвор и така. Таа приказна да трае, да имате повеќе желба, да доаѓате се поише на планина и тоа е приказната.
Има неколку работи кои што ќе ги споменеме во нашиот денешен разговор. Би сакала да имаме еден нели концепт за да може главните нешто да ги споделиме со гледачите. Прво ќе започнеме со она кое што е ваша моментална активност во смисла на турите кои што ги имате. Оние кои што ве следат и на Facebook страната и на вашата веб страна, барем јас од тоа што го прочитав и ти извадив и некои фотографии и видеа кои верувам дека за момент ќе доловат како вие добро се забавувате и како всушност споменувате, но ме фасцинира начинот на кој што ги објаснувате искуствата, поточно доживувањето на самите тури. Еве конкретно за Мокниот Бориславец, на кој што бевте неодамна и сосема добро објаснато за тоа кои се правилата кои што треба да се почитуваат, што е тоа кое што треба да едноставно да се почитува, да се практикува за да може да се оствари тоа и да се реализира и доколку постои нели нешто што ќе се прескокне или ако сметаме дека ние го можеме, сепак може да се киксне и планината е нешто за кое што не би требало да се импровизира. Тоа е на наша штета. Тоа скокање и во секој спорт, тоа е споредено со секој спорт на општо како земено дека кај нас како што има фудбалска утакмица од 90 минути, кај нас е предвиден рокот качување 4 часа, 4,5-5 часа без разлика. Ако вие за тие сати немате доволно енергија, сила, денот не ви е добар, значи сум имал денови ја што не сум можел да се качувам, тоа кај сите е индивидуално. Со тек на време се намалуваат тие денови, ама ја ги имам тие денови. Вчера на турата еден од водичите викаше дека можам до тука, као денеска не ми е денот, не сум спиен, цела недела стресови на работа, не знам. И тоа си искуство, си собира телото, и доја само едноставно да се рекреираш, не го качаш врвот, ама идеш се до тоа да го извадиш од тебе. Тоа е многу нормално. Во тој систем на спорт, ние што го практикуваме кај нас, тие работи кога ќе ги стаиш, тоа е во непознато состојание. Значи тоа непознато не можеш ти да го знаеш ден кога ќе тргнеш на планина. Значи имаш опрема, имаш временски услови. Тоа е мајката не го диктира самото темпо на качување, дали ќе ти отвори прозор за качување. Вчера имавме ветер, пол од луѓето не се качија. Ние го викаме брат од ветерот, пошто мајката е природата. И горе дуваше многу силно. Значи мереа, имавме апаратче за мерење, имаше 70 и нешто километри на час до 63 безбедно качување. И групата што беше стигната на самиот врв, едно, што знам, имавме 65 души, 30 беа више на врв. И свативме дека горе има многу силен ветер и дека луѓето починаат да клекнуваат, више не е сигурно. Ние ги вративме тие другите назад. Тука утакмицата завршува. Значи мајката вика нема више утакмица, тоа е крајот. А во меѓувреме домашната работа е дека треба да прочиташ дека треба да имаш таква опрема, треба да имаш таква психофизичка спрема, дека многу работи што треба да се испочитува за да се дојде безбедно на тој врв и безбедно да се симне. А меѓу тоа непознато што ви го објаснив дека се до тоа не спиење, се до тоа ново детенце, слаба храна, недоволна хидратација, како што видите. Хидратација исто да. Во однос на тоа колку треба да биде подготвен и на кој начин треба да биде подготвен секој кој што нели испланирал да отиде на Има и луѓе што доаѓаат без да го прочитаат се до тоа, со една голема желба, се тоа тука е многу големиот проблем, што не ќе да ја утепаме таа желба они што имаат. И едноставно ги носиме на еден вид извидување. Имаме последен водич што нели оди до некаде, па имаме турата ја кратиме на 2 дела и се они влегуваат во целиот процес, ама не доаѓаат до врвот, ама барем гледаат се, запознаваат, пошто без искуство, кога доаѓаш така со голема желба, кога некој ти рече стоп. Да, може и желбата или малку мотивацијата да така. Така. Малку да ја намали, но верувам дека секој кој што ја има желбата и е доволно мотивиран не би го спречило тоа, како и да е многу е важно да се знае како треба да се биде подготвен, од друга страна вие водичите имате одговорноста. Така, целата нели да се спроведи, да се реализира турата, но вие имате одговорноста за секој кој што меѓу другото треба да го почитува и тоа кој што постигува. Така и тоа е еден вид од правилата, да, тие што се напишани правила, сите важат. За секој спорт важи правилата. И кај нас има жути црвени кои што има во фудбалот, нели, доаѓаш, правиш некоја глупост што така самата од себе искача таа некако сакаш да направиш нешто, таму е строго забрането стоење пошто има тераса, нели има снег, тераса, се лизнеш, паднеш и ти сакаш да доеш да дзирнеш што има тука. Значи тоа е кажано, раскажувано, правиме ние правиме како се викаат предавања, малку едукација. Да, едукација за сите што не се членови симпатизери. И ти ако на толку предавања, на толку укажување и пишување на сите страни имаме, на сите текстови што е безбедно, знаеш да од секаде пробуваме да го вметнеме тоа и тоа се да успееш некога да го избегнеш и на крај доеш да направиш некоја глупост,
не опростуваме. Значи, си има други клубови, нека те земат, ние со сивито, еве, ќе отидете некој друг, ќе речеме, еве, го сивито незино, негово, видите како човека да знаете со кого ќе работите понатаму. Да се Секој знае. индивидуум е различен, ама многу е добро, некако, еве сега за пофалба пак ќе кажам, многу е добро кога стартувавме со оваа визија на почетокот, што кажавте годината ете некоја далечна, културата беше многу на ниско ниво. Значи ова ние што го правиме како водичи не постоеше. Значи водич како кеса за пазарење, вака те снемува. И викаш, чекај, зашто сум ја тука, што организирам? И лека по лека ние некако стекнавме некоја првин доверба кај самите луѓе, да, и после таа почит некако се роди. И сега работиме на тоа се поише, тоа е многу добро изразено. Значи, ете голема пофалба кон сите наши членови симпатизери, луѓе во Македонија и не знам планери, увидуваат дека некој работи со нив. Дека они работат на компјутер, не знам кај работат и отвараат да видат што се случува неделата, само плаќаат некои средства за превоз и ти се грижиш цел ден за нив. Да. Значи, не знам, од пиле млеко, така викаме ние. И го гледаат тоа дека голема група, дека еден голем тим работи у позадина за сето ова и тоа сервираното они го уживаат. И ствари сваќаат дека ако немаат почит, ако сето тоа не го почитуваат, нема што да бараат тука со нас. Да, и затоа како поминува време, така станува јасно дека тоа треба да се почитува и тоа е една взаемна соработка која што треба за да биде сето тоа успешно и добро е што тоа веќе долго време го правите и тоа е за поздрав. Би сакала и во интерес на времето уште неколку работи што би можело да биде како позитивно, што би можело да биде како дел од негативните искуства или случаи кои што може да се случат на планина. Доколку постои ситуација каде што нешто од овие правила не се почитува, па вие како водичи треба да интервенирате. Чисто како едно споделување можеби на некои ваши искуства во кратки црти. Па што знам, ајде ќе се навратам ќе коментирам само наши случувања. На Камоакчелан имавме еден пар, застанавме у магла и ме чекаа мене од последна доам прв, батериите нешто на GPS-от не му беа на првиот водич, да му дам батерии и човеков да зирне од тоа преска што го кажав и на местото каде најверојатно претпоставуваме Калин Александар падна и нашиот човек. Имавме јаже, дерези, цепени, све го извадивме за 2 минути, му ставивме грејач и видовме не е повреден, све го симнав. И на сето тоа видовме дека уствари сакал само да зирне. Ние застанавме у место да дојдеме, пошто магла не се гледа кај одиш. Кој е магла, метар која не се гледа, нема мрдање. Стрикно GPS, од 2-3 GPS идеме, тројца водичи имаме тактики и тоа не е искуство, тоа таа непажња, тоа треба се контролира любопитноста од таа ситуација. Да, ама не можеш тоа така, не знам како тоа да се изработи, не можеш да ги задржиш сите, луѓето се живи. Разбираш, сега после толку време, дечкото не е дојден пак со нас. Наш искарана е педагошки искаран, ние не правиме никакви проблеми, да. Мора да му се укаже на сите тие што се таму на турата, треба да го раскажат тоа на сите понатаму. И така, и на секоја тура имаме по некоја непослушност, па ќе кажеме дека ако следен пат добиваш жут, добиваш црвен, некој добива жут. Прост пример е за мене дисциплината што многу ме вади од во национален парк доставиш хартија, доставиш стрикно конзерва риби. Фатен доктор како остава конзерва риби, морам да го кажам тоа. И толку ме извади од памет што нема теорија шанса да добие членство, нема теорија шанса да добие наредна тура. Тоа треба да го има како култура првен. И сето тоа замислете, како група доаѓаме, помина овие, оставија, видите тука што оставија ѓубре. Што сме ние? Не може тоа така да биде. Основна работа кога зборуваме за природата и за животната средина и од каде треба да се почне и што е тоа што треба да се направи, да не го гледаме само својот интерес, туку нели еколошки добро треба да се однесуваме. Истата забелешка имам и јас, бидејќи во минатиот викенд, поточно овој викенд, го поминав на малку на Газибава, кога зборувавме за тоа и уште нешто ќе кажеме, но ме поттикна да споменам токму за таа нечистотија и за тој отпад кој што го има насекаде, а искрено нема ни корпи за отпадоци. Тоа е некоја друга тема која што ќе Тоа е моментот. Од тие луѓе што така придонесуваат кон природата, они се тие понемарливи, негрижливи, ги прават тие проблеми што ние, карактерот е таков.
Тоа е тоа. Ние тоа треба да го имаме како првенствено да го имаме во нас и да го правиме за нас, но да бидеме примери за најмладите. Кога ги спомнуваме најмладите, вие имате една одлична иницијатива која сакате да ја спроведете. Сте на почетокот, но добро е што постои ентузијазам, желба и верба дека тоа ќе се оствари и верувам дека ќе има луѓе кои што навистина ќе помогнат во тоа. Каква е иницијативата, да ги запознаеме гледачите? Па да, тргнавме од идејата како да станеме Словенија. Сите го викаат тоа, ако мала држава, нели они се многу помало бројни од нас, имаат суперзелена држава, како го прават тоа? И многу идеи што дојдоа беа која е ова и тоа и туристи и не знам што. Значи првиот чекор треба да биде работа со најмалите. Најмалите треба да засакаат својата земја. Кога ќе засакаат својата земја, ќе останат тука, ќе знаат се за својата земја, ќе знаат да ги решат сите проблеми, ќе знаат се околу што треба. Значи нема да бегаат. Луѓето што бегаат не знаат ништо во врска со нашава земја. Што оваа земја е наша земја. Тоа е големо тоа што не се знае. Но некој на младите, на децата треба да им го предочи тоа. Треба. И сега ние сакаме тие најмлади да ги извадиме некако, да ги поврземе со мајката природа, да добиваат они часови по некој шведски систем тука кај нас. Ќе почнеме со општина аеродром, како ја избравме таа општина, пошто помодерна ние некако ние сме таму заведени во таа општина и сакаме со нив да изработиме. Ама проектов го почнавме со општина Газибаба, со нивните дечиња. 100 дечиња и пробавме со нив да направиме тоа што пробуваме да го направиме и видовме дека има страшно добар резултат. Самите дечиња се вид голема енергија. И таа енергија само треба да се канализира и они да добијат таму часови, да добијат се што треба да добијат, тоа ќе биде нешто изворедно за нашава држава. Значи тоа ќе биде Браво. На долги патишта, тоа ќе биде. Сега тука е проблемот што ние бараме голема поддршка сега. Ќе бараме голема поддршка од многу брендови, многу фирми, ќе бараме поддршка од институции, ќе бараме од влади. Поддршка е потребна нели за еден ваков? Мораме да го изгураме првен. Проект. Каменов е многу голем што сакаме да го направиме проектов. Го гледам као голем камен, додека го истуркаме дека стане мало камчек, за да го дадеме на сите да го видат. Значи тоа сакаме кога ќе го спроведеме ние да биде низ цела Македонија. Нека биде низ неколку скопски општини на овие неколку години и со тек на време тоа ќе се расшири многу добро. Пошто самиот систем што сакаме да го створиме е систем што нема да предизвикува проблеми на тие што ќе го работат. Еден вид работа на многу луѓе. И се надеваме дека ќе најдеме на добро ехо. Тоа ехо ќе донесе кон многу луѓе, ќе донесе добар звук и мислам дека ќе биде многу добро. Ќе биде интересно за сите нас. Одлична иницијатива за поздрав, посебно заради тоа што се работи за децата кои што треба да бидат секогаш во природата и секогаш да бидат да се запознаат со тоа што всушност значи мајката природа и токму од таму се влече таа енергија која што тие несомнено ја чувствуваат, но и ја даваат. Верувам дека ќе успеете во оваа цел и ние ќе бидеме тука да информираме за тоа докаде сте со сето ова, бидејќи се работи за нашата иднина. Благодарам Дејан за гостувањето. Некои што сакаат да бидат членови, постои можност така да се информираат на вашата страна или веб страна, приклучи се капацитет. Па сме полни, ама секогаш сме тука, имаме нови што кажав, нови 18 водечи ни се спремни, така да имаме капацитет, ќе почнеме и со бајк тури оваа година, ќе почнеме може и с фестивалче, некој се намирисува. Супер. Активности повеќе, а добро е што се има желба и енергија за сите тоа. Се гледаме во следна прилика со нови информации, верувам позитивни како и овие. Се гледа.